како една од новините што забележа во текот на неговото излагање беше еден систем во нивната земја на каде што можат компаниите, значи информацијски систем каде можат компаниите сите да бидат представени и да бидат достапни за компаниите од чешкиот пазар кои се интересираат за соодветните компании од Македонија. Значи така да не должам многу, имавме многу добра дискусија и со представниците на овдешните компании, некои кои веќе имаат искуство со работа во Чешка, а некои кои очекуваат понатамошна соработка. Така да се надевам дека помошта ќе биде добре дојдена и соработката ќе унапредиме. Бил сам рад, че сам си могол промовити. Драго ми е што денеска тука беа присутни членови на најголемите фирми и фабрики во овој регион, во кој што си разменивме интересни податоци за можни соработки на кои што човек би можел да размислува за како би тоа да би се изреализирало. Инвестирање на чешки пари во областа на Прилеп, во Прилеп и во другите градови, каде што имаме вакви посети, ќе биде цел и задача не само на амбасадата, меѓутоа на дел од чешките министерства кои што се задолжени за проширување на соработките кои што се од интернационален карактер. Министерството за надворешни работи при Република Чешка не само што ги поддржува и се занимава со културни, со едукацијски делови или бранши во општеството, исто така во последно време дава акцент на соработката и на економскиот дел кој што е битен за нашата држава. Во рамки на Чешка амбасада има и отворено работно место кое што е посветено токму на ова соработка помеѓу чешки и македонски фирми, увозно-извозно ориентирани во двата правци од двете држави. Така да се надевам дека тие проекти за кои што се можни, кои што може да се сработат, кои ќе бидат се повеќе и повеќе и дека ќе се прави се подобра соработка помеѓу овие две земји. Еден пример од тоа би била текстилната индустрија, која што во Чешка има голема традиција и денеска разговаравме со представници од текстилната индустрија тука и мислам дека на тоа поле би можело да најдеме добри проекти и да има убава соработка. Исто така друга можност би можело да биде македонскиот мермер. Денеска слушнав дека имало соработка помеѓу македонските фирми тука за мермер и градбата на чешкото метро, така да тоа доколку таа соработка се продлабочи би била добра реклама не само за мермерот, туку и за Македонија. Заедничка беше констатацијата дека треба да имаме економска, стопанска соработка меѓу двата наши народа. Исто така културниот момент не изостанува и туризмот кој што заеднички се договоривме во иднина дека треба да се остварува. Исто така се договоривме за некој заеднички проект што треба да направиме заедно за преквалификација на некои наши млади кадри за да можат да останат кај нас во Република Македонија, што помалку да имаме одлив на наши мозоци, наши млади кадри што треба да заминуваат надвор од нашата држава.